Регионот се работи за Пет Фест, фестивал кој што ќе се случува токму на оваа локација каде што се наоѓаме во моментов. Ние се наоѓаме во градскиот парк, кај сцената Лепеза или летната сцена во градскиот парк, почитувани, но за да не погрешите, доколку сакате да бидете дел од овој фестивал кој што ќе се случува на 17 септември во недела, можете да одите на Google во пребарувачот и да ги најдете сите подробности поврзани со програмата која што многу убаво е изорганизирана. А во продолжение, чести задоволство ми е што ќе имам прекрасни гости, веќе можеби ги гледате во кадрот. Доктор Димче Велковски, ветеринар од ветеринарен центар, е заедно со нас. Тука е и Трајче Китановски, тука ни е и Хари. Ќе ви посакам добро утро на сите. Добро утро на гледачите на телевизија Алфа. Ми е особено чест и задоволство да видам овде со вас. И на наше огромно задоволство е што ве имаме заедно во програмата. Вие сте дел од организацијата на овој фестивал, докторе. Да започнеме од почеток. Што е она што ќе им го понудите овде на оваа сцена на нашите граѓани? Група ентузијасти, значи правни лица во несебична логистика на град Скопје и на сите јавни комунални предпријатија, што се на градски сообраќај, паркови, зеленило, имаше лајка, како да, и други имавме одлична симбиоза и одлична соработка со тоа што решивме да организираме еден настан кој што ќе има едукативно забавен контест. Започнува во 11 часот на 17, завршува негде во 19 часот навечер со проекција на еден документарен филм под наслов "Дивите животни не се домашни миленици". Значи, учествуваат многу еминентни и фирми и поединци кои што се сериозни чинители на животот со животни во Македонија, така да мислам дека ќе биде забавно и убаво. Докторе, ова е еден семеен настан, буквално за сите генерации, ќе ги сплотите и ќе ги соберете повеќето семејства овде кои што ги љубат животните, кои што сакаат животни, но има и многу интересен едукативен карактер. Има интересни сегменти кои што за најмалите се одличен предизвик за да се запознаат со светот на животните. Мислам дека се започнува од раните, од најмалите години, од мали нозе. Доближувањето на животните и луѓето се едноставно нераскинлив дел и ние сме составен дел на природата, така да е прекрасно да се објасни дека животните се составен дел. Оние што имаат можност да чуваат животни, тоа е прекрасно. Оние што немаат, може да бидат посетители на зоолошката градина или на лајка или на некои други центри каде што може да имаат непосреден контакт со нив. Гледачите на Алфа телевизија имаат прилика и можност за прв пат да слушнат за овој настан. Прво телевизиско представување на наше огромно задоволство за програмата која што ќе се случува токму овде во недела. Може ли да одгатнеме што ќе има на програмата? Може ли да ни доловите малку што ќе се случува поточно овде? Стварно тоа е обимна програма. Пак ќе кажам, доста чинители, например, ќе дојдат од службата од центар за на МВР, на Министерство за внатрешни работи, каде што кучињата ќе имаат показни вежби и да им се приближат на децата што уствари тие кучиња работат на работа секој ден. Ќе имаме ликовно катче, ќе имаме неколку наградни игри, ќе имаме представување на луѓе кои што го овозможија овој настан да биде на ниво, значи ќе има представници од фирми кои што ќе дадат подршка и ќе дадат некој едукативно значење. Меѓутоа, околу таа едукација може да споменам дека училиштето, средното градско училиште, значи браќа Миладиновци, кои што имаат дел и ветеринари, ќе бидат тука и ќе се представат со некои своји секојдневни активности во училиштето работат. Да, и на идните генерации ќе им покажат што значи да бидеш во иднина ветеринар. Секако така и тоа е еден дел оној кога го збориме едукативен и образовен, освен што ќе биде забава. Од делот на забавата ќе има ликовно катче каде што сите деца ќе можат да бојаат, да играат. Тука ќе има многу маскирани учесници, нема да открием кој, меѓутоа ќе биде многу интересно. Мене многу ми го привлече вниманието и многу често се разговара помеѓу луѓе дека сопственикот понекогаш наликува на миленикот. Тоа е многу честа дискусија и тоа можеби е вистина, можеби е мит, не знаеме, но
Ете, имате предвидено еден интересен надпревар, дали веќе може да се вклучуваат да праќаат фотографии, како е замислено со надпреварот? Секако, првично ќе бидат разгледани фотографиите кој собственик личи највише со својот миленик, а подоцна нели ќе бидат на оваа убава сцена представени така да ќе има убави награди. Едно од најважните настани исто така е и одговорноста од еден хигиенски аспект со представување на Груминг академијата, која што со своји 4 позиции позади на бината ќе бидат представувани како фактички се врши шишање, вањање и расчислување на миленикот. Значи сите ќе бидат во непосреден контакт со животните и со можноста и светот на животните што се вклучувајќи ги инсектите, да споменеме дека ги имате секако имаме најава дека освен нели пиедесталот куќе и маче, нели ќе има и други животни кои што се необични домашни миленици, например како некои инсекти, како птици, како влекачи, змии и така натака. Да, ова беше одлично интро за нашиот следен соговорник, веќе добро познат на јавноста, Трајче Китановски, интернационален соколар, неговиот прекрасен миленик Хари, и јас многу го сакам Хари, тоа веќе сум го докажала и покажала. Чести задоволство ми е што ве имаме во добро утро секој утро. Добро утро, Александра, и ви благодарам на поканата на вас и на вашата телевизија. Чест ми е што сум тука. Трајче, вие сте дел од програмата, односно ќе бидете учесник и не би била комплетна програмата без вас во секој случај. Што е она што ќе покажете на оваа сцена в недела на 17? Ви благодарам на комплиментите. Целта ни е да го приближиме овој пат не соколарството. Значи, ќе говориме во еден друг аспект, тоа е најмладите наши жители, значи нашите деца, да ги засакаат птиците, да видат, значи да ги едуцираме околу птиците општо, значи папагаи, птици грабливки и така натака. Дали ќе биде Хари тука, дали ќе имаат можност да се сликаат, фотографираат со него? Секако, јас и Хари сме едно те исто, често пати говорам така да јас без Хари не одам никаде. Какви се вашите лични очекувања? Еве, вие долго време сте и веќе познати во последниве години на јавноста, ве има често во медиумите, се обидувате да го пренесете вашето знаење. Дали успеавте да поттикнете луѓе, помлади луѓе, постари луѓе, седно, да се заинтересираат за соколарството? Бараат ли совети од вас? Да, секако, значи не е исто како што пред да почнам. Нормално дека забележувам дека има интерес, што ме радува. Така да, мислам дека сме успеале во тој дел. Сега овој настан ќе биде прекрасен и мене стварно ми е чест што ќе присуствувам тука. Околу тој дел, што ми спомнавте да... Да, дали се пријавуваат, дали може би да контактираат луѓе, ве бараат директно, ви пишуваат, може би да побараат совет некој што... И дали само мажи се заинтересирани за соколарството? Не, значи има и жени, така да... Во тој дел многу им благодарам на медиумите, така и нашата приказна се дозна, така да спомнам. Дали е Хари возбуден за овој дел? Покажува ли некаков интерес тој за овој настан? Секако. Хари му е исто, дали лета, дали... Така да повеќе сум јас возбуден него што е Хари. Но секако дека толку многу луѓе се надевам дека веројатно нема да види на едно место. На едно место, да, пак има голема публика, претпоставувам дека овде ќе биде полно, сигурно ќе биде интересно искуство и за него. Лично предвидено е да дадете некој куз вовет, објаснување, каква е вашата замисла со представувањето? Мојата замисла е нормално да го представам Хари на оние луѓе што не го познаваат, доколку има такви, да се нашалиме. Така е. Заради тоа што Хари е доста познат, го има во повеќе спотови. Ова е делот. Ова е често пати знае вака да направи. Добро, тоа е и за наша чест и задоволство да видиме, да ги видиме убавите книги. Секојдневно е ова, да. Сака да биде са во центар на внимание заради тоа. Секако е во центар на внимание, што и да прави. Да. Ништо, имаме едно прекрасно, едно големо изненадување за сите присутни што ќе дојдат. Спремаме една точка што секако дека не би сакал да ја спомнам, сакам да ја видат визуелно, е многу поубаво него. И секако нема да говорам како што спомнав за соколарството, него за едукација околу птиците општо, да ги привлечам, значи нашите најмлади да ги засакаат сите птици општо. Тоа ни е целта како
Тоа ни е замисла. Звучи многу примамливо, звучи на вистина интересно, ќе ги поканиме сите да присуствуваат в недела на 17 и целодневна програма. Ми беше задоволство што ве имавме во Добро утро секое утро и посакувам успешно да го изреализирате овој Пет фест и во иднина да прерасне на традиција. Благодарам. Благодарам, ни беше задоволство. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Да, јас ќе додадам, не знам дали трајче забележа, советот од минатиот пат за црвениот кармин го запазив, да не привлекувам внимание, овој пат не ставив црвен кармин и црвени ногти, затоа што Хари тогаш можеше да ме нападне, го паметев тоа и внимавав. За сите работи кои што сакате да ги научите повеќе за Хари, за птиците, за животните воопшто, бидете тука на 17 и почитувани заедно со вашето семејство. Ви ветуваат одлична дружба. Ирена, се надевам дека ќе се договориме и ние да дојдеме, нели? Обавезно. Ова бела не смееме да го пропуштиме, бидејќи 9 сме љубители на домашните животни. Сакам да го прашам соколарот, ако може едно прашање за Хари. Секако? Сакам да прашам колку на која возраст е Хари и дали е тешко да се чува сокол и како се чува? Каде го чува? Каде живее Хари? Благодарам, Ирина, на прашањето. Имавме прилика и да го запознаеме Хари во една друга шанса во Добро утро секој утро, каде што зборувавме повеќе за Хари и секако ќе ветиме уште едно дружење. Едно прашање имаме од Ирена, колешката во студио. Дали е тешко да се чува Хари и колку време го чувате? Секогаш умеам да кажам дека една птица гравливка да се чува е ѓаволски тешко. Значи, јас го имам Хари колку што е стар, 4 години, така да заради тоа што неговите потреби се не да е во кафес. Во кафес имено не се чува птици гравливки, се чуваат во волјера или на соколарски ставак. Така да неговата потреба е секојдневно да лета. Ако можете да му овозможите дневно да лета по 2 до 3 часа и да јади исклучиво месо сурово, значи живо месо, да лови секако дека можете, но претходно треба да станете соколар, има испити, не е тоа баш така едноставно. Така да, мене ми е многу криво и многу ми е жал што многумина се откажуваат на половина пат до тоа да станат соколар. Они мислат дека тоа така лесна приказна, но само најупорните успеваат. Да, потребна е истреност. Да. Така е. И да ги сакаш многу птиците, но и истреност да научиш, затоа што верувам дека постојано се учи во посебен стил на живење, ова е стил на живење, ова е уметност. Браво. Значи постои повеќе од 4-5 години, значи позната е. Буквално ви го менува целиот начин на живот. Ако сте живееле едно, како што кажа доктор Диме, сега е сосема друго, значи се ви менува од корен. Но како што спомнав, доколку се сака тоа, не е ништо тешко, не е ништо напорно, иако е напорно, но доколку го сакаш тоа вистински, ќе успееш. Секогаш успева. Секогаш успева. Верувам дека е тоа така, верувам Ирена задоволна, можеби и ти ќе земеш некој јастреб во иднина, па ќе да изненадиш. А после ова не знам. Само уште едно прашање имаме, Бела, не знам дали ме слушаш од нашиот деко овде. Сака да те праша дали колку долго живеат соколите? Одлично. Интерес пробуди трајче простата, но интерес пробуди Хари. Уште едно прашање од друг колега, ќе ги поздравиме сите колеги и ова мора да продолжи нашиот разговор поврзан со Хари. Прашањето е колку долго живеат јастребите? Зависи кој, конкретно не имаме Парабута уницингтус или народски познат како Харисов и јастреб Харис, затоа јас го крстив Хари. Имено 90% од соколарите што чуваат Харис ги крстуваат Хари, Хера, токму заради тоа. Значи, во зависност од тоа како е чувана птицата, многу тоа зависи. Во глобал од прилика 20 30, најстариот е се уште жив, има 38, во Холандија живее. Се надевам дека со Хари барем приближно. Дај Боже да го надминеме тоа, јас посакувам да го надминеме и да ни е долговечен Хари. Благодарам многу, уште еднаш, навистина ми беше задоволство, уживам во вашето друштво. Колеги, Ирена, мислам дека бевме навистина интересни за гледачите и уште еднаш, ете јас ќе ветам, бидејќи има интерес поврзан со соколарството, со јастребот Хари, со Трајче кој што навистина знае да ни ги долови сите работи поврзани со птиците, ќе ветам наскоро една дружба заедно со Хари, нешто што си го планираме, нема да откривам, јас ќе бидам неизвестна за гледачите, ќе останам. Уште еднаш ќе потсетиме 17 в недела овде со почеток од 11 часот почнува Пет фест, бидете тука.